Добре дојдовте. Проблемот со ѓубрето на Скопје не е нов и е реален. Дали станува збор за политички мотивиран проблем или реално градот се соочува со неможност на јавното предпријатие да одговори на предизвикот на ова ново Скопје, изградено и побројно од она некогашно кога јавното предпријатие е основано на оваа тема. Денеска ќе зборуваме со Невена Ѓоргиевска од О2 иницијативата и со Блаже Јосифовски од Go Green. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добро дојдете. Меѓутоа, предходно ќе одиме на лице место, на терен, да видиме каква е сликата од центарот на градот, од срцето на Скопје, од општините каде што во изминатите месеци често пати знаевме и самите да забележиме контейнери кои се преполни со ѓубре, односно мали диви депонии околу контейнерите. На лице место Марија со градоначалникот Горан Герасимовски. Марија, поздрав од студиото и прашањето за градоначалникот е тоа како центар се справува со вишокот на ѓубре. Така е, Горан, приполни контейнери, ѓубре по улиците и неубава миризба. Тоа е она секојдневна слика последниот период која што може да се забележи токму во општина Центар. Се повеќе граѓани се жалат токму на оваа проблематика. Кој е одговорен за целиот овој хаос? Во продолжение слушаме од мојот денешен гостин, градоначалникот на општина Центар, господин Герасимовски. Да му посакаме добро утро. Добро утро, поздрав до вашите ценети гледачи. Се повеќе и повеќе граѓани се жалат околу оваа ситуација. Според вас, кој е одговорен за овој хаос? Не дозволува сето ова што се случува не изминатите денови, туку изминатите години во делот на здравата животна средина и грижата на градот Скопје и комуналното предпријатие во делот на отстранување на сметот од улиците. Ние како општина ова нема да го дозволиме. Нема да дозволиме нашите граѓани секојдневно да се будат во смет. Нема да дозволиме доаѓаат летни периоди и високи температури да се шири зараза. Нема да дозволиме да се случи Сараево. Ако гледате што се случува во Сараево. Како општина превземаме и ќе превземеме поригорозни мерки наредниот период, иако постојано пуштаме дописи и споделуваме со што све се соочува општината во делот на негрижата на комуналното предпријатие и правење на субстандардни услови за живење на жителите во општината. Пред се како жител на општината, но и татко, чии деца се постојано по улиците, спортските терени, нема да дозволиме да бидеме затрупани во смет. Подготвуваме неколку ригорозни мерки до комуналното предпријатие, па дури и кривични пријави за нивната негрижа, за неудостојувањето на нормални услови за живот на граѓаните. Како општина ќе направиме се да сето ова го стопираме. Побаравме и превземање на ингеренциите од комуналното предпријатие, да и ние и останатите скопски општини сами си го собираме сметот. Во моментов имавме и неколку состаноци со нашата правна служба. Се подготвуваат одредени законски измени кои што ќе ги доставиме до одредени министерства и повторно ќе побараме како општина и како општини си ги превземеме ингеренциите и сами да го собираме сметот. Сето ова што се случува во изминатите период, неколку години, е недозволиво ниту за центарци, ниту за сите жители на градот Скопје. Уште едно кратко прашање, освен негрижата на комуналното предпријатие, како што напоменавте, многу граѓани сметаат дека е голема потребата од дополнителни контейнери за селектирање на отпадот. Чива надлежност е тоа, поставување на дополнителни контейнери? Комуналното предпријатие има одговорност и за поставување и за собирање на сметот од контейнерите, но и сметот од сите булевари и зелени површини на териториите на општината и на градот. Џабе ние имаме најголем број на хигиеничари, дури 110, чие што грижа за нашите локални улички е на високо ниво, но нечистењето на контейнерите, разнесувањето на сметот од страна на кучиња, скитници и птици ни прави дополнителен проблем на општината, на нашите хигиеничари, но и на жителите и имаме многу лоши услови за живот во делот на хигиената. Срамота е да во 21. век говориме за хигиена и нечистење на контейнери и ширење на зарази. Крајно несериозно и недозволиво е да јавното предпријатие несоодветно си ги извршува своите работи. Затоа
како општина и како општини ќе бараме да се ги превземеме ингеренциите и го подигнеме нивото на грижа за здрава животна средина на многу повисоко ниво. Благодарам многу за разговор. Благодарам и на вам. Со овие информации го заокружуваме ова линковско вклучување, говоревме околу самата состојба, односно хигиената на ниво на општина Центар. Марија Коцева од срцето на градот. Утре ќе ја посетиме и општина Кисела Вода, а колешката Марија ќе зборува и со градоначалникот Орце Ѓоргиевски за чистотата во оваа скопска општина, но како што рече и градоначалникот Герасимовски, недозволиво е, нема да дозволиме, вели, Скопје да стане како Сараево, мислејќи на наездата на стаорци и појавата на болест која предизвикуваат стаорците во главниот град на Босна и Херцеговина. Делумно политичка изјава, Герасимовски признава дека проблемот не е нов, дека се случува во изминатите години. И само како дополнителна провокација за моите денешни гости, цитат од изјава на градоначалничката Данела Арсовска. Сакам да му порачам на Христијан Мицковски дека вечерва е разобличен затоа што за бескрупулозноста, за ефтини политички поени сака да креира проблем за граѓаните, а потоа да се представува дека ги решава. Мицковски возраќа: Скопје ни заслужуваат чист град и хигиена, оставете ја политиката, дајте да го исчистиме градот, срамота е ова што се случува. Притоа овие изјави не се од деновиве, не се вчерашни, не се од петокот, кога ескалираше повторно проблемот со тоа кога градоначалникот на Чаир Ганиу го истури ѓубрето пред вратата на градското собрание, односно на кабинетот на Арсовска. Туку пред 2 лета, летото 2023, ќе ве потсетам, на 8 јули, вработените во комунална хигиена протестираа, штрајкуваа поради тоа што тогашната директорка отпуштила неколкумина вработени, бараа повисоки плати К15 и Скопје со денови не се чистеше во екот на летните месеци, што предизвика исто така паника, револт. Сакам да речам дека проблемот се повторува. И тогаш Арсовска се жалеше дека добива закани по живот и дека ги пријавила кон МВР. Тогаш на централно ниво имавме една власт, во меѓувреме се смени политичката гарнитура, меѓутоа проблемот со ѓубрето остана, дури ескалираше. Еве, Невена, вие сте и екоактивист, меѓутоа и советник во општина Карпош. Каде вие го гледате проблемот? Зошто Скопје наместо да го намалува проблемот со ѓубрето со сметот, се случува што се случува? Притоа, еве, не ни треба вето од бугарите, си го имаме ветото сами. Да. Така, мислам, проблемот е на многу повеќе нивоа и многу подлабок. Едно е тоа што кажавте политички, значи има тука и обструкции, неработење, и самите претходно кога зборевме кажавте колку е броен тој надзорен одбор и управен одбор на предпријатието, директори се менува. Зошто е политички? Кому политички одговара Скопје да биде Валкан град? На многу јавни предпријатија не управуваат стручни лица, не го управуваат политички одбрани луѓе. Она што го спомнавте, еве вака, на интернет страницата на јавното предпријатие Комунална хигиена, што е 100% собственост на градот Скопје, последниот извештај за оперативните активности, односно за информација што сработило јавното предпријатие, основано во 1992 година, е од август 2023 година. Значи, речи си, 2 години нема нов извештај што се работи во јавното градско предпријатие. Притоа, само како информација, во управниот одбор на ова јавно предпријатие седат 12 луѓе од сите политички партии, односно од политичките партии кои имаат мнозинство во Советот на градот. И дополнително на тоа има уште 5 мина во надзорниот одбор. Значи 17 луѓе се директори таму. И повторно имаме проблем и со недоволна, јас би рекол, транспарентност, односно отчетност, како јавно предпријатие, последен извештај пред 2 години, што е недозволиво. Тука се, значи, тоа е еден проблем, што предпријатието има гломазен и неефикасен менаџерски тим. Друг проблем е што е нетранспарентно. Значи, тука треба да настапи и Советот на град Скопје, советниците треба да ги имаат тие информации, треба да достапат до тие информации, треба да ги притиснат, да ги објавуваат тие информации и треба тоа да се проблемот да почне од тука. Значи, тие што го контролираат предпријатието треба да реагираат на време. Исто така би го напоменала и проблемот со непланирано зголемување на градот. Значи, кога барав ја податоци од како расте предпријатиево, како механизацијата се обновува, значи последната информација од 2019 дека има околу 13 нови
предлог за 13 нови возила, меѓутоа понатака немаше информации. Така да не знаеме колку капацитетите на тоа предпријатие се способни да го обслужат она зголемување на жители и непланското, би рекла, давање на градежни дозволи кои го ги зголемуваат потребите нели за сите ресурси, почнувајќи од отпадот и така натаму. Јосифовски, каде Go Green го лоцира проблемот? Дали повеќе е политички или повеќе е реален, односно јавното предпријатие е во неможност да одговори на потребите на Ново Скопје? Мислам дека проблемот е буквално во сегде, како што напомена советничката Невена, дека буквално ова е проблем што не е само локален, туку е и го гледаме во сите наши национални политики. Значи, влада е во нашите институции, во јавните предпријатија, недоволно инвестирање во ресурсите, нетранспарентно и непрофесионално организирање на тие единици, ставање на професионалци кои што треба да ги водат, наместо да бидат институциите пленови, кои што треба некој да ги земе како добивка после победа на изборна трка, тие треба да бидат луѓе кои што ќе покажат резултати, да има мерливи стандарди кои што ние ќе гледаме, ќе следиме работата. Но ние бидејќи ги немаме тие индикатори, добро, што направи кој да е сега директор, нели често се менуваше на комунална хигиена директора последниот период, што постигна тој последниот? Згодеме рециклирањето, згодеме бројот на подобрени се рутите на собирање на отпад, повеќе пати се собира, помалку се собира, згодеме на чистотата, не е добро. Наредниот што ќе направи? Наместо тоа, како и секаде во светот, па дури во Америка, Трамп ги користеше така камионот ѓубрето, е интересен отпадот за да се прави политички циркус и секогаш пред избори тој се користи, интересна сфера од јавен интерес, така што и кај нас ефтина политичка кампања си ја тераат сите. Очигледно има добри конзументи, тоа сме ние граѓаните, уживаме во тоа, гледам на тема како тоа беа најголеми, најчитани вести, тоа зборува за нас. Колку сме ние, сериозни или несериозни и што ние бараме. Ниту некој побарал извештај, и кога ќе го побара, се става во опасност, така? Кој ќе ги заштити екоактивистите, советниците, независните листи во нашите активности, кога станува збор за тема отпад, која што секаде во светот е најнетранспарентна тема и најопасна тема. Дали граѓаните излегле на протест, дали некој повика на протест заради овој проблем со отпадот што го имаме повеќе години. Сите ние очигледно во ред и уживаме во циркусот, така што и уживаме и во ѓубрето, веројатно. Недоволно свесни еколошки. Може да си земе пуканки, веќе не мора пред телевизорите, можеме колку континерите да си гледаме и да уживаме тоа што ни се случува, па се старци кога ќе почнат да жешкаат да излегуваат, веројатно ќе ни биде интересно. Не треба прстот да го вперуваме во Арсовска, ниту во Мицковски, ниту во Влен Вреди, туку во нас самите, веројатно. Нашата јавна свест е исклучително ниска. Добре, еве вака, како она што е факт, како податоци и бројки. Последните податоци од пописот во 2021 во Скопје живеат 526.000 жители, што споредбено со пописот од 2002 година е за 20.000 луѓе повеќе во Скопје. Но значително е зголемен бројот на станови. Бројот на станови во 2002 се попишани 200 е зголемен за дури 50.000 во однос на јас например ајде малку стручно, дали сте забележале вие како Go Green кои се осврнувате на проблемите со отпадот, со третманот на отпад, дека во Скопје, како што спомна Невена, например, кога е направена последната набавка на опрема за јавното предпријатие комунална хигиена, или кога е последен пат зголемен бројот на контейнери. Во некои извештаи што ги најдов на нивната интернет страница се манипулира со бројка од околу 5000 садови за собирање смет, мислејќи на подземни и надземни вкупен број на контейнери, околу 5000 на подрачјето на цело Скопје. Што се однесува до фреквенцијата и динамиката, порано било 2 пати неделно, сега е тоа оставено еднаш неделно да поминуваат оние, бидејќи голем дел од нив биле во дефект, па морале еден ден да одат во една населба, друг ден во друга населба, така објаснуваат и луѓето кои го собираат сметот, кои се најмалку веројатно и виновни за ова. Токму така, значи јас само би кажал нормално, ние немаме достап, си има институции кои што треба да ги побараат тие документи, зборуваме за оние недоследности кои што се појавуваат, а тоа е дека ние следиме дека има тендери за сервисирање, набавка на опрема и така натаму, но интересно е зошто набавки кои што се случуваат во известни последниве 2-3 години, како тоа еднаш сега тие возила се расипуваат и така натаму, како може возила кои што според тендер се сервисирани
и се набавени опреми и така натаму, како тие возила се расипуваат толку брзо. Таа е една недосветност која што некој треба да ја провери. Дека има тендери, дека постојано има набавки се случуваат, но како тоа ние после сите тие пари кои што таму се сериозни набавки, зборуваме во стотици илјади евра, после сите тие набавки немаме само влошување на состојбата, а не подобрување. Ние стигнавме наместо да зборуваме како селекцијата и рециклирањето ќе го подобриме и тие бројки ќе се надпроверуваме во регионот, ние зборуваме дали воопшто отпадот ќе не биде собран. Значи буквално моментално сме на најниското ниво. Јас ке мене во мало камионче го доаѓаат и кеса по кеса го собираат отпадот. Мислам, тоа се подразбира можеби во рурална средина се случува каде што има 10, 20, 30, 50, 100 куќи, но во места каде што има илјадници граѓани не може камионите кои што треба хидравлично да го соберат отпадот од подземните делови да не работат и при тоа со недели да седи долу отпадот во топло време, никој да нема хидравличен камион да дојде да го отвори да го собере. А при тоа имало набавки. Тоа некој треба да го провери. Георгиевска, ова што го кажува Блажи Јосифовски, дали треба да бидеме толку самокритични па просто да го впериме во нас самите во смисла на недоволна еколошка свест, па не знаеме да селектираме, не сакаме да селектираме, го фрламе ѓубрето таму каде што не му е место, или пак треба да го впериме прстот кон нас затоа што невнимателно бираме кога одиме на избори, па дозволуваме ова да ни се случи, бидејќи во основа нели корупцијата е недоволно ефикасно вршење на јавните служби со парите на што се собираат од даночните обврзници. Ако едно јавно предпријатие не работи како што треба, значи има друг проблем. Ја би рекла и едното и другото, значи секогаш виновни се оние што се на врвот и што менаџираат. Меѓутоа не можеме и ние како народ да се амнестираме од целата вина. Затоа зашто од целата таа ненадлежност на институциите, секоја институција нели не е кога ќе дое проблем не е надлежна, се префрла и граѓаните едноставно надлежноста за ѓубрето и она оставање ѓубре кај што е преполн контейнерот го припишуваат на тоа дека има институција која тоа треба да го собере, а јас само треба да го оставам тоа спакувано иако нема место до контейнерот. Значи, едноставно, како граѓани, треба да се освестиме дека не е работа ѓубрето само на институциите. И ние како граѓани треба да допринесеме до тоа. Значи, не може на преполн контейнер да ставаме ѓубре до него, а на 100 метри има друг контейнер каде што можеме да го фрлиме. Значи, кај нас никој на тоа не води сметка. Секој ден се изнесуваме ѓубре. Меѓутоа, еве во моето мало, во Карпуш, каде што сте вие советник, има неколку нови згради во околината, во изминативе десетина години, а бројот на контейнери не забележувам дека е зголемен. Истите се 5 до 6 контейнери, како што беше и пред 5-6 години, а во меѓувреме се доселија многу луѓе во мало. Точно, и ако приметите, еве јас сум приметила конкретно во Карпуш, значи во делови каде што се старите населби има помалку преполни контейнери. Таму каде што се новите населби има преполни контейнери, значи се остава отпад од страна, значи не е тоа само до граѓаните. И кој е одговорен тука, општина Карпуш или градот Скопје? Градот Скопје, меѓутоа, не може тука да се амнестира и општината, затоа зашто општината е поблиску до граѓаните. И тука треба самите да го нотираат проблемот. Колку што имам информации од градоначалникот тоа што го кажува, значи веќе барале информации, контакт за решавање нови проблеми, меѓутоа ништо од тоа. Би требало самите локални општини, иако немаат ингеренции, меѓутоа тие се институција и тие треба да комуницираат со градот и да се подобруваат овие проблеми. Кај нас еве пак доаѓа до политиката, значи во зависност од политиката ние сега имаме дали некои општини се подобро управувани, дали имаат подобра соработка со градската власт, што не би требало така да биде. Еве Арцовска тврди дека во Чаир има многу дивоградби, Гани увели сите општини имаат сличен проблем, не се работи за дивоградби. Има ли општина Карпуш дивоградби? Не знам, тоа би требало институциите сигурно. Вие како советник веројатно имаме за легализации, точно добиваме за легализации, меѓутоа не вакви што се изградени после 2011, значи тие што ќе дојдат на совет ние ги проверуваме, зборам за нашата советничка група. И еве неколку пати не проаѓа едно барање за легализација, затоа зашто сметаме дека ние сметаме, а и другите советници го делат тоа мислење, се наоѓа во заштитна зона под падините на водно. Така да треба да се направи една граница што е дозволиво, што не е. Ова што се 150, значи 5 да се документирани, треба веќе да се реагира.
друг проблем исто така што се гради, значи без почитување на било какви нормативи и стандарди. Незаградени градилишта. Значи нема доволно зеленило, се узурпираат јавниот простор, тротоари и улици. Значи тоа го има во сите општини. Градежните инспектори треба од самите општини, градот Скопје нема, градежните инспектори треба да реагираат. Во Карпаш има само еден градежен инспектор. И ја и мојата колешка, мислам, ни се смеат од една страна, немаме друга работа, па шетаме по улици. Значи, многу случаи им ги нотираме, им ги покажуваме. Ако верувате, треба да се прашуваме два-три седмици, што се случува, зашто не реагираат, дали се казнети, дали се опоменети. Еве за оваа тема нова емисија треба да направиме за бројот на градежни инспектори, тоа што вие им ја бркате работата на градежните инспектори наместо тие. Помагаме. Зошто не вработите, ама за друга тема, да се вратиме на отпадот и на комуналниот смет и на ѓубрето по улиците. 100 возила за собирање и транспорт на отпад има со голема просечна години на старост. Голем дел од нив се во дефекти, не функционираат како што треба, барем такви се информациите, затоа не може јавното предпријатие да одговори. Ако ја праше Тарсовска би рекла веројатно дека нема поддршка од Советот за да се поправат тие и за да бидат ефикасни. Самата таа во интервју за ТВ24 рече дека последното вработување на нови луѓе било пред 4 години. Тогаш според јавен конкурс се вработени 8 луѓе. Меѓутоа, нели рековме, јавното предпријатие има околу 1300 вработени и 17 директори, 12 во управен и 5 во надзорен одбор. Коментар како екоактивист. Па еве, да споредиме, не би навлагал кој се, значи, што да кажам, само ќе дадам една споредба дека, например, Љубљана, нивното регионално предпријатие за собирање на отпад, брои околу 300 и нешто вработени со регионален центар за управување и со 70 од 80% селектирање и рециклирање на отпад. Далеко е Љубљана споредбата. Мислам, таму имаат смарт контейнери кои сами сигнализираат кога се преполни кај нас. Попусто би било да ставиме смарт контейнери кога се тие повеќе полни. Не ни требаат сензори да стално се полни контейнерите во Скопје. Тие сензори многу би помогнале во ова време на вештачка интелигенција и така натаму. Тие системи веќе не се скапи за правење подобри рути и така натаму, подобро планирање на собирањето на отпадот и негово поефикасно собирање, намалување на трошоците. Така што на тоа се прави ако навистина се има желба и идеја како да се менаџираат подобро овие процеси. Едноставен податок од Државниот завод за статистика. Скопје во 2023 генерирал вкупно 169.515 тони комунален отпад. 169, повторувам, 515. Во исто време, според податокот што го објавува сама комунална хигиена, во 2023 годишно собрано количество 159.196 тони. Значи 10.000 тони комунален отпад помалку се собрани и депонирани отколку што се произведени. Веројатно тие завршиле некаде тука таму по дивите депонии. Тие се тие вишок на ѓубре што комунална хигиена не успеала да го собере во 2023. Како е во 2024? Велам, немаме доволно податоци, бидејќи предпријатието, иако има толку директори, нема, не удостои како јавност со информации како тоа тече во последниве години. И тие бројки го сум правил анализи, реално се паушални бројки, тие се значително најмалку 10-15% и поголеми, бидејќи бројот на отпад се гледа, се пресметува според домаќинства, се става паушална бројка колку отприлика тие отприлика создаде, не е дека тој отпад завршил па и е измерен точно на депонијата Дрисла. Многу отпад што сме го создаде, а при тоа некој можеби го фрлил некаде што не треба, тој никаде не се евидентирал и завршил на секаде. Така што поголеми се тие бројки и фали контролата на терен нормално. И на депониите. Така што ние дури кога ги планираме нашите регионални депонии, јас сериозно се сомневам во бројките кои што таму се ставаат. Има ли простор за оптимизам дека идниот градоначалник на Скопје, не велам новиот, тој што ќе дојде на локалните избори оваа година, на есен, ќе може да го реши проблемот? Со оглед на тоа што самите рековте дека последниве години проблемот е најголем од независноста, од самостојноста на државата, наместо да одиме напред, ние назадуваме кога станува збор за менаџирањето на ѓубрето во главниот град. Оптимисти ли сте, Георгиевска, дека... Јас секогаш сум оптимиста. На што го темелите тој оптимизам, дека подобро ќе избереме на избори или... Не, секогаш има шанса. Како ќе избереме,
тоа треба да види. Значи секој наш избор, тоа треба да бидеме свесни, носи одредени последици. И неизлегувањето на избори или предавањето претходно кој ќе кажеме џабе исто ќе се случи. Значи секогаш има шанса за подобрување, меѓутоа треба да почнеме да идеме во таа насока, да сме свесни и при секој избор како одлучуваме и она кој ќе се одлучи, еве сега има и тенденција за измена на законот, може да се отповика градоначалник доколку направиме грешка како избирачи. И не треба да стоиме на страна да ги оставиме институциите без контрола. Значи секој граѓанин има граѓанска должност да следи што се случува и да реагира на време. Што очекувате вие од идниот градоначалник на Скопје во својата програма да декларира и да ја исполни? Дали децентрализација, дали треба да се вклучат други приватни или други предпријатија што ќе го собираат, ќе ги прават конкуренција на некој начин на комунална хигиена? Дали очекувате да каже дека ќе го намали бројот на луѓе во надзорниот и во управниот одбор, дека на јавното предпријатие од таков обем не му требаат толку директори, луѓе во раководството кои попусно земаат плата, веројатно, не знам што ја заслужуваат таа плата што ја добиваат? Дали очекувате да ви каже дека ќе инвестира во модерна технологија и опрема, дека ќе донесе контејнери со сензори или ќе направи кампања за развивање на свеста на граѓаните да селектираат отпад? Каде, во која насока треба да се движат тие стратегии за ефикасно менаџирање со ѓубрето во главниот град? Може ја само нешто да додадам, спомнавте градоначалникот, меѓутоа еве кога идат на избори и во програмата некако е позастапено програмата на градоначалникот. Сите некако советот го ставаат на страна. Советот е паралелен орган на градоначалникот. Така да многу е важен изборот на советници во советот и градоначалникот. И треба граѓаните ајде вака, од градските власти, што очекувате од градските власти, советот и градоначалникот, што е видливо, бидејќи ако не се во коалиција, како што се случи со разидувањето на Арсовска со ВМРО ДПМН, градот е на многу нешто блокиран. Па, јас не би одел со очекување, бидејќи не знам кој ќе биде точно и генерално очекувањата може би не е важно. Господинот или господјата X, кои да биде? Да, не ми се слични со можеби тоа што треба да се направи. Тоа што треба да се направи за да имаме ние добро управување со отпадот во нашиот град е националните власти сериозно да направат одредени измени во нашата постоечка стратегија за управување со отпад, каде што ќе се зголеми контролата, ќе се предвидат поточно кои ќе бидат финансиските механизми за функционирање на различните ентитети кои што ги имаме во управувањето со отпадот кај нас, од регионалното до локалното управување со отпад, а потоа тие планови да се спроведат на локално ниво, каде што државата ќе им помогне на општините да имат дополнителни инвестиции и вложувања во јавните предпријатија, нивна професионализација, реорганизација, реструктурирање и на тој начин да се решат проблемите и секако работа на јавната свест во однос на отпадот, кој што сметам дека генерално е ниска, има одредени подобрување, но бидејќи нема дополнителна контрола и јавни кампањи, останува на некој ниво кој што го имаме денес. Вие ги спомнавте Лјубљана, тука може да се најдат низа на успешни примери на градови од големината и од обемот на Скопје, Амстердам, Виена, малце поголеми, меѓутоа важат за многу чисти, исклучително чисти градови. Лјубљана ја споменавте, Парма, Италија, интересен пример со високи казни за непочитување на начинот и правилата за одлагање на отпад за домаќинствата и за оние несвесни граѓани до 10.000 евра може да бидат казните кои се пропишани за оставање ѓубре на недозволено место. Да. Она што го направи и Ганију, треба ли при тоа и Ганију да одговара за... Не да треба, него мора да одговара за тоа. За истурањето на ѓубрето пред... Тоа е законот за јавна чистота, мислам член 14. И ако го читате тој член 14, значи 50 евра казна беше за фрлање пикавец на улица. Буквално има казни за се и освен казните има алтернатива тоа да биде во извршено со некоја јавно корисна работа, доколку не сака да плати. Меѓутоа, јас секоја година прашувам кога имам извештај од полициската станица колку казни се изречени по ова. Значи нигде во извештаите не стои колку казни се изречени според овој закон. Имав пред неколку години барана информација од МВР на ниво на држава. Колку беа изречени, мислам дека беа 800 казни на ниво на држава годишно изречени казни во однос на овој закон. Значи доколку се казнува онолку колку што треба,
и доколку се следат законите, ние би биле, мислам, буџетот многу пореално повеќе ќе се полни тие пари, нема да идат само од джебот на граѓаните во однос на даноци, туку би имале пари за решавање на многу од овие проблеми. И веројатно не би седеле со пуканките околу контейнерите да грицкаме и да фаќаме сеир, него туку ќе бидеме малку по-одговорни веројатно. Исто така би спомнала пример од Амстердам, и тоа беше пред 20 години може има. Значи, ѓубрето таму се знае точно кога се вади на улица. Не смееш секој ден тебе како ти дошло ѓубре па го вадиш на улица, него го чуваат дома или на во кол, било каде заштитено и се вади точно во одредени времења. Ако случајно или не го почитуваш тоа, значи има комунален инспектор кој отвараат ѓубриња и гледаат кој го фрлил и следи казна. Но што ќе прават мачките во меѓувреме, ќе ги оставиме гладни ако и кучињата по. Невена Георгиевска, Блажи Јосифовски, благодарам за гостувањето во Да си кажеме. Благодарам пока.